на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Вардар побеле од пена која од попладнево се влеваше преку Лепенец. Инспекциите на град Скопје се на терен, а посторителите се трага и со дрон. Мартин Арсов известува на оваа тема. Мартин, знаеме ли за што точно се работи? Па Деспина, за сега е непознато за каква материја станува збор на терен, како што кажа и ти, веднаш излегоа инспектори од градот Скопје и од Државниот инспекторат за животна средина, како и служби од јавното претпријатие Водовод и канализација. Биле земени мостри од водата и пената, ќе се испитуваат и проверуваат фирмите кои што се наоѓаат по текот на реката Лепенец, а во потрагата бил вклучен и дрон според изјавата на градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. А на терен бевме и ние, еве каква слика затекнавме. Бела пена го прекри местото каде Лепенец се влева во Вардар. Густата материја најпрво била забележана во Злокуќани, но набрзо се прошири, па беше видлива од кеот во повеќе населби. На терен излегоа инспектори од градот Скопје и Државниот инспекторат за животна средина, за да утврдат од каде потекнува загадувањето и за каква материја станува збор. Во потрагата поможниот загадувач бил вклучен и дрон. Обезбедивме соодветни стручни лица кои што управуваат и дронови и испративме контрола и од таков тип. Верувам дека откако ќе бидат обезбедени материјалите, откако ќе бидат испитани состојбите и сето тоа што е присутно во реката Вардар, ќе излеземе со официјално известување за јавноста. Ѓоргиевски вели дека толеранција нема да има за никој. Без разлика за кого и да станува збор, доколку се утврди да бидат ригорозни казните и да нема толеранција, за разлика од минатото кога бевме сведоци често пати на вакви појави, но немаше репресија, односно казна. Од инспекторатот за животна средина за Сител велат дека инспектори вршат надзори, а постапката е се уште во тек. На терен беа и службите од јавното претпријатие Водовод и канализација. Мострите кои што ги земаа ќе одат на испитување во нивната лабораторија. Додека траат анализите, ќе се проверуваат и фирмите што се наоѓаат покрај текот на Лепенец, за да се види дали од некој од нив потекнува белата пенлива материја. Со реакција се јави и опозицијата. Пената изгледа како да е синтетичка, видливиот доказ за загадувањето што се излива директно во реката, токму таму каде што Лепенец се влева во Вардар. Ова веќе не е инцидент, ова е системски колапс на институциите под команда на Христијан Мицкоски и организираната криминална група ВМРО, велат од СДСМ. Пред околу 8 месеци, слична бела пена беше забележана и во канал што се влева во Вардар кај селото Таор. Мартин Арсов, Сител телевизија. Намален е бројот на нови прегледи во Гостивар. Иако епидемијата полека стивнува, Комисијата за заразни болести предупредува дека по вакви епидемии состојбата треба да се следи поради можна појава на цревни и други заразни болести во градот. За 10 дена 3850 гостиварци побарале лекарска помош поради стомачни тегоби. И покрај трендот на намалување на бројките на прегледи, се уште има болни кои со диарија и повраќање се обратиле во болницата и во здравствениот дом. Додека надлежните на терен работат и ветуваат што поскоро технички исправна, а потоа и чиста вода што ќе тече од чешмите. Состојбата ја следи Комисијата за заразни болести, која е советодавно тело на министерот за здравство. Златен стандард по однос на бактериите е копрокултурата. Како што сте известени од министерот, нормално и од другите релевантни институции, вие знаете дека копрокултурите сега кај сите пациенти се негативни. Што значи тоа? Да, имаме присуство и на бактерии, имаме присуство и на вируси, но кој е виновникот? Тоа до сега во светот никој не го кажал при вакви хидрични епидемии. Не очекувајте дека некој ќе го даде тој одговор сега за сега. Доктор Шопова, која е инфектолог, вели дека не смее да има опуштање и кај жителите на Гостивар и кај здравствениот систем, бидејќи при вакви епидемии може и подоцна да се појават цревни болести, но и други заразни заболувања. Ние како комисија алармиравме на време да не се опушти здравствениот систем, дека можно е покрај овие цревни причинители да имаме појава и на хепатит А, но и на хепатит Е, зашто нормално благовремено е известено Министерството и сите здравствени власти во државата. Како што вчера информираше министерот за здравство, астровирус и шигела се најчестите вируси и бактерии изолирани кај гостиварци.
но не се идентични кај сите и затоа не може да донесат генерален заклучок. 5-ти ден како е прогласена епидемија во Гостивар и граѓаните додека не добијат официјално известување од надлежните. За никакви потреби не смеа да ја користат водата од чешмите. Сања Димитровска, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за употреба на водата во Валандово. Последните анализи покажале дека присуството на арсен во водата е во дозволените граници. Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за користење на водата за пиење во Валандово и населените места Чалакли, Дедели и Раброво. Според последните анализи кои денеска на пресконференција ги објави градоначалникот Ѓоко Камчев, концентрацијата на арсен е во рамки на дозволените граници и нема никаква опасност по здравјето на граѓаните. Камчев презентираше и документи со кои потврди дека во изминатата година целосно биле запазени сите законски процедури и извршени задолжителните 2 широки анализи за присуство на тешки метали. Од промената на власта во ноември месец до сега извршени се редовни периодични анализи, односно познати како широки анализи на водата за пиење, кои што како јавно комунално предпријатие имат обврска да ги прават 2 пати во годината. За да нема забуна кај јавноста, редовните испитувања и примероци кои што се испитуваат еднаш или 2 пати во неделата во зависност од ситуацијата, немаат врска со овие периодични анализи кои што се задолжителни. За разлика од сега, според Камчев, изминатите 8 години комуналното предпријатие направило само 2 наместо законските 16 широки анализи. Тој побара од СДСМ одговор зошто не се правеле проверките и ги повика институциите целосно да го испитаат случајот. Чекам одговор од СДС антитоксична да ни дадат одговори на овие прашања, бидејќи за 8 години во кои раководија со јавното комунално предпријатие од потребните 16 периодични широки анализи на водата имаат направено само 2. Да им одговорат на граѓаните дали во тој период имаат навистина направено анализи и ги немаат заведено во архивата затоа што не им одговарало, или не се извршиле својата должност и направиле злоупотреба на службената должност сите директори кои што во тој период управуваа и раководеа со јавното комунално предпријатие во Валандово. Водата во Валандовскиот водовод беше забранета за пиење откако резултатите од редовните контроли покажаа надминување на дозволените гранични вредности за арсен. Градоначалникот Камчев најави дека во текот на следниот период ќе се прават дополнителни вонредни анализи на водата со цел континуирано да се следи нејзиниот квалитет. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Државата доби нов рок од УНЕСКО од 5 години да ги реши проблемите во Охрид, за градот да не се најде на листата за грозано наследство. Надлежните уверуваат дека во градот се превземаат конкретни чекори за рушење на дивоградбите, додека опозицијата вели дека и за 5 години од сега ништо нема да биде променето. Охрид и Македонија добија нов рок од 5 години да ги спроведат препораките на УНЕСКО за Охридскиот регион да не биде впишан на листата на светско наследство во опасност. По одлуката на комитетот кој заседава во Бусан, Јужна Кореја, до 2031 година Македонија треба да направи конкретни чекори за да го заштити статусот на светско природно богатство. За владата ова е дипломатска победа на државата. Рамката за тоа што треба да се направи не е јасна. Дел од тие одлуки се комплексни. За дел од прашањата и многу директно разговаравме и со земјите членки кои што се членови на комитетот. И кај нив има разбирање дека статусот на УНЕСКО истовремено не треба да наштети на развојот на Охрид и на Охридскиот регион. И тука зборувавме за прашања поврзани со клучни инфраструктурни проекти. Дел од коридорот 8 поминува во дел од тие райони. Нашата цел како влада е јасна и недвосмислена. Трајно зачување на Охридскиот регион како светско, природно и културно наследство. Дивоградбите и отпадните води се најголемиот проблем и предизвик за Охрид. Муцунски вели дека ставот на владата за дивоградбите е јасен, дека тие мора законски да се отстранат. Од градот пак го чекаат конечниот извештај за да знаат кои би биле првите работи со кои би се зафатиле за решавање.
среда ќе добиеме еден конечен извештај кај што точно по институции ќе има распределба на она што представуваат задолженија за сите вклучени поединечно. Меѓутоа секако дека наша работа како локална самоуправа, како изминатите 3 години, посебно вложувајќи во инфраструктурата на оние кои што се директни или индиректни загадувачи на езерото, да продолжиме. До сега сме вложили отприлика 3,5 милиони евра и ќе продолжиме по однос на решавање на канализационите прашања на одредени подрачја кои што индиректно го загадуваат Охридското езеро преку други реки кои што се вливаат, се разбира. Опозицијата обвинува дека власта е неспособна да ги исполни забелешките. Според нив и во овој 5-годишен рок нема да се направи ништо. Само уште еден алиби рок за власт што докажано не знае да штити ниту вода за пиење, а камоли светско наследство. Екипата на ВМРО-КГ не знае ни билборд да направи, а не да се очува наследство. Знаејќи ги, после 5 години повторно ќе биде виновен некој друг. УНЕСКО бара конкретни мерки за Охрид за зачувување на неговата исклучителна универзална вредност, запирање на неконтролираната урбанизација и нелегалната градба, заштита на природните вредности на Охридското езеро, подобро управување со регионот, заштита на културното наследство, ограничување на притисокот од туризмот и изготвување целосна стратегија за управување со регионот. За прв пат во 1979 година Охридско езеро беше впишано на листата на светско наследство според природните критериуми, поради неговата исклучителна старост, биолошка разновидност и големиот број ендемски видови. А во 1980 година впишувањето беше проширено со културно-историските вредности на Охридскиот регион. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Поранешниот председател на ФФМ Мухамед Сејдини излегува од притвор. Кривичениот прифати понудената гаранција од над 1 милион евра во недвижен имот и му го одзема пасошот, додека се уште се прибираат докази за проневера на парите од УЕФА. Со гаранција од над 1 милион евра поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Мухамед Сејдини излегува од притвор, за да се брани од слобода додека обвинителството прибира докази за злоупотреба на илјадници евра, Сејдини гарантирал со недвижен имот. Судот го прифатил предлогот и го укинал притворот на екс-председателот на ФФМ, но како мерка на предпазливост дека нема да бега, одземен му е пасошот. Судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд, постапувајќи по предлог на одбраната на осомничениот поранешен председател на Фудбалската федерација на Македонија, донесе решение со кое ја прифати понудената гаранција во износ од над 1 милион и 150 илјади евра, која се состои од заснување хипотека врз недвижен имот и ја укина мерката притвор. Сејдини заврши зад решетки во април годинава поради опасност од бегство и влијание врз сведоци додека трае истрагата. Обвинителството го гони во 2 случаи за проневера и злоупотреба на околу 700.000 евра средства од УЕФА, наменети за изградба на трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид и за дополнителни незаконски исплати кон фирми во вредност од речиси 900.000 евра. Обвинителството се сомнева дека средствата биле исплатени спротивно на договорените услови, со што била предизвикана значителна штета. За истиот случај, пред крајот на минатата година, новото раководство на ФФМ му отвори дисциплинска постапка и изрече 2-годишна суспензија за било каква функција во фудбалот. Мухамед Сејдини повеќе од 1 деценија беше дел од ФФМ, од кои 6 години на председателското место, пред да си поднесе оставка во 2024. Во меѓувреме истрагата се проширува и кон претходното раководство. Минатиот месец беше уапсен и поранешниот председател на ФФМ Илчо Ѓорѓиевски, кој се сомничи за незаконско присвојување на околу 2 милиони евра. Истрага се води за уште 10 лица. Најголем дел се управители на осомничените фирми преку кои се испумпувале парите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Граѓаните не треба да стравуваат дека ќе ги загубат заштедените пари во вториот пензиски столб. Министерот за социјална политика уверува дека засега не се разгледува ниту можноста за зголемување на старосната граница за пензионирање. Заштедените пари во вториот пензиски столб се загарантирани и сите осигуреници ќе ги добијат, дури и доколку државата одлучи да го укине. Министерот за социјална политика Ѓоко Велковски во интервју за утринската на Сител Ја сакам Македонија уверува дека граѓаните не треба да се плашат дека ќе ги загубат заштедените пари. Доколку се спојат вториот и првиот пензиски столб, што со парите дали ќе бидат тие некако наследени, да. Така, го кажав и тоа претходно, че ова се што е штедено, секој од нас што штедел, што се случи во реформата. Тоа е вториот столб. Тоа е вториот столб,
парите се негови. Тие се загарантирани и по закон и по устав. Така да тука треба граѓаните да нема дилема дека тие средства се нивни и се заштедени. Така да тоа Народски да кажам, луѓето се плашат министер вака, да не ги земат парите од вториот столб, да ги стават во првиот столб и толку да не може се тоа не може да се случи бидејќи тие се нивни заштедени средства. Велковски уверува дека државата во моментот не размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Меѓутоа, оние кои се стручни, способни и сакаат да работат и по надминување на границата, тоа можат да го направат. Во овој момент не се размислува и не се прави таква анализа за тоа дали се покажи старосната граница, отколку се од еден аспект така што е многу важен. Денеска во Македонија по повеќе закони, ќе земам закон за здравство, образование, јавно обвинителство, судство, таму има во нивните матични закони, токму на овие професии, веќе е дозволено да може да продолжат да работат токму овие стручни кадри. Ама кој сака? Кој сака, да, доброволно. Тоа е многу важно. Дебатата за реформата на пензискиот систем се отвори откако премиерот Мицкоски кажа дека вториот пензиски фонд, кој постои точно 20 години, не ги дал потребните резултати и граѓаните ќе бидат изненадени кога тој ќе биде отворен. Даниел Василев, Сител телевизија. Последното информативно издание во 23 часот. До тогаш останете со нашата програма.